Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада Авонивче гледате. И оваа година Тетово ја започна со аерозагадување. Лани пак граѓаните дишеле загаден воздух 108 дена, 3 пати повеќе од дозволениот број денови. СДСМ со реакција. Општинската власт да превземе конкретни активности за намалување на аерозагадувањето во градот. Продолжува периодот на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд и снег на планините. Од 365 дена тетовчани лани дишеле загаден воздух повеќе од 100 дена, што е 3 пати повеќе од здравствените стандарди според кои не треба да има повеќе од 35 дена. И во првата половина на месец јануари има аерозагадување. И оваа година Тетово ја започна со загаден воздух. Речиси секојдневно имало надминување на граничните вредности на штетните честички со големина од 10 микрограми. Лани пак 108 дена граѓаните дишеле загаден воздух, а според здравствените стандарди не треба да има повеќе од 35. Амбулантите веќе подолг период се преполни со пациенти, од кои 1/3 се жалат на симптоми поврзани со аерозагадувањето. Имаше поголем број на пациенти кои посетуваа амбуланти, поготово за ваквите климатски промени кои се жалеа на кашлица, на кивање, бидејќи самиот воздух беше со многу PM10 честички и други елементи кои го загадуваат воздухот, и тоа нормално дека ние преку респираторниот систем ги дишеме тие во внатрешните органи, така да има вакви симптоми пациентите и со грип, сезонскиот грип, и се до тоа кога ќе се комбинира и со самата загаденост на воздухот, нормално дека влијаеше. Имавме зголемен број на пациентите кои и посетуваа нашите амбуланти. Во градот, кој со години е на листата на најзагадени, инспекцијата не утврдила емисии на индустријските капацитети над дозволените граници, иако биле контролирани 72 објекти, а биле затекнати индивидуални лица кои горат отпад, информираат од општината. Општина Тетово континуирано презема активности во насока на подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух, согласно годишниот план извршени се редовни и вонредни контроли на индустријски капацитети. Во таа насока контролирани се 21 субјект кои вршат дејност пекари, потоа 26 субјекти кои се занимаваат со производство на мебел и производство на ПВЦ, алуминиумски врати и прозорци. Исто така контролирани се и 25 субјекти, односно автосервиси, механичарски работилници и вулканизери. По сите овие извршени контроли, согласно добините извештаи, констатирано е дека емисиите се во рамки на дозволените гранични вредности. Исто така, направен е инспекцијски надзор на критични места во делот од градот, особено покрај кеот на реката Пена, каде што се спалува разновиден отпад. Констатирани се спалувачите, фотографирани и соодветно со соодветни барања нели доставени до СВР Тетово за понатамошна постапка. Ние како општина апелираме до граѓаните да ги почитуваат и да се придржуваат до мерките и препораките, со што би дали и свој личен придонес во подобрување на квалитетот на воздухот во нашиот град. Од општина Тетово, поради нарушениот квалитет на амбиенталниот воздух, излегоа со препораки до граѓаните, но и до правните лица. Да внимаваат на начинот на затоплување, да не користат автомобили без поголема потреба и да го користат јавниот превоз. Апелираат до стопанствениците своите технолошки процеси да ги вршат со крајна предпазливост и да одбегнуваат се што не е нужно, а може да влијае на квалитетот на воздухот во градот и слично. Советничката група на СДСМ во Тетовскиот совет со реакција дека општинската власт не треба да дава препораки, туку треба да превземе конкретни активности за намалување на аерозагадувањето во градот. До кога општинската власт ќе кажува само препораки? Кога ќе слушнеме за поконкретни мерки за справување со аерозагадувањето? Досега видовме дека препораките не ја подобрија ситуацијата. Препораките не се мерки, а најмалку решенија, ниту за денес, ниту за иднина.
Општината констатира граѓаните да внимаваат на начинот на затоплување, да не користат автомобили без поголема потреба и да го користат јавниот превоз. Апелираат до стопанствениците своите технолошки процеси да ги вршат со крајна предпазливост и да одбегнуваат се што не е нужно, а може да влијае на квалитетот на воздухот во нашиот град. Не слушнавме ништо што општината конкретно преземе. Дали има направено план за справување? Препорачуваме краткорочни мерки. Аеросолизација на улиците, бесплатен јавен сообраќај, зајакната контрола на имателите на одобрение за доставување на стока, зголемување на инспекцијските контроли на градилиштата, на ракувачите со отпадни масла и сервисите што работат на промена на масла. Контрола дали навистина досега субвенционираните домаќинства ги користат инвертер климите. Управување со отпадот и намалување на депониите. Долгорочно, додека уште малку има можност справување со архитектонските бариери и зголемување на зелените површини, квалитетни сообраќајни решенија, изградба на обиколницата и булеварите, промена на грејењето во јавните институции и во домовите. Дополнително, ние како советничка група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предлагаме инспекторите надлежни за бесправно изградени објекти, а кои објекти го спречуваат нормалното движење на воздухот и допринесуваат за зголемено загадување, редовно и законито да постапат согласно постоечката регулатива. За се што е преземено и се презентира дека е постапено, истото да биде подкрепено со соодветни докази за кои јавноста ќе има пристап до тие информации. Премиерот Димитар Ковачевски во однос на мерките за справување со загадување на воздухот изјави дека треба да воведе централно грејење во поголемите градови и да се насочиме кон обновливи извори на енергија. Воведување во големите урбани центри на централно грејење и производство на топлинска и електрична енергија од енергенци кои што не загадуваат. Такво транзиторно е гасот, а потоа и одење на што поголема употреба на обновливи извори на енергија. Второ, домаќинствата да можат да произведуваат електрична енергија така како што е случајот во Западна Европа и затоа во изминатиот период веќе ги сменивме сите законски решенија, Министерството за транспорт и врски ги направи сите потребни законски измени, а Министерството за економија ги смени сите правилници, прво да се зголеми капацитетот кој што домаќинствата можат да го инсталираат на своите кровови за фотоволтаични централи, сега можат да инвестираат 6 киловатни централи. И второ, ако за постапката за добивање на одобрение беа потребни 30, 60 и повеќе денови заради вадење на дозволи во општините, подготвување на неколку проекти, тоа сега е упростено и дозвола може да се добие за еден ден само со нотификација на општината. И да бидат поврзани преку променетиот правилник на универзалниот снабдувач, што во овој случај е Еванахом, што не беше можно до средината на минатата година кога ги променивме сите правилници. Тоа ќе го намали загадувањето, бидејќи ќе произведуваат домаќинствата од обновливи извори на енергија. Поврзувањето на големите институции на снабдување со газ или со други извори на енергија. Јас, например, поздравувам одлуката и на Инспекторатот и Министерството за екологија, со кој што му се наложи на УСЈ да може да мора да се префрли на газ, а не да биде затоплувањето на мазут. И второ, тука сакам да порачам дека барањето кое што беше доставено, отпад повторно да може да се користи во производствените процеси на одредени големи индустријски капацитети во државата, јас лично нема да го одобрам. Во продолжение слушнете ги информациите од билтенот на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера на улица Видое Смилевски Бато во Тетово привеле 58 годишник од Република Албанија поради сомнение дека го злоупотребил туристичкиот престој, односно на подрачјето престојувал спротивно на целта. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. 24 годишен тетовец вчера во СВР Тетово пријавил дека на улица Браќа Миладинови во Тетово физички бил нападнат од 27 годишна жителка на Тетовско село и од нејзината 17 годишна роднина, а поради нивни претходни недоразбирања се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот.
41-годишен тетовец пак ноќеска 15 на минути по полноќ во СВР Тетово пријавил дека на улица Јане Сандански во Тетово физички бил нападнат од неговиот 19-годишен син. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 10 часот во СВР Тетово пријавено е дека во стан на улица ЈНА во Гостивар бил пронајден починат 55-годишен гостиварец. Смрт без видливи траги на насилство, констатирала лекар, а увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. По наредба најавен обвинител ќе се врши обдукција. Во контрола за однесувањето на пешаците во сообраќајот спроведена вчера на Тетовското подрачје биле санкционирани 9 прекршоци. Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај продолжува со засилени контролни активности за откривање и санкционирање на различните видови прекршоци што ги чинат учесниците во сообраќајот. Вчера од 11 до 15 часот била спроведена контрола на пешаци и нивното однесување во сообраќајот во која биле санкционирани вкупно 9 прекршоци. 8 пешаци ги преминувале улиците надвор од обележан пешачки премин, а еден не ги почитувал светлосните сообраќајни знаци. Сите им се изготвени законски предвидените поднесоци. При контролата исто така биле санкционирани и 3 други видови прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со укажување до пешаците да внимаваат каде ги преминуваат улиците и како и каде се движат на улици и патишта на кои нема обликувани тротоари или обележани пешачки премини. До возачите се апелира секогаш да им даваат предност, односно да ги пропуштаат пешаците и да не ја доведуваат во ризик нивната, но и сопствената безбедност. Под влијание на циклонска активност и серија влажни воздушни бранови продолжува периодот на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на планините снег, прогнозираат од Управата за хидрометеоролошки работи. До крајот на денот времето во Полошкиот регион ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд, каде локално се очекува да наврнат и над 25 литри на метар квадратен. На повисоките планински врвови врнежите ќе бидат од снег. Ќе дува и умерен ветер од јужен правец. Максималната температура во Тетово денеска ќе достигне до 12 степени. И во текот на утрешниот ден ќе преовладува слично време, променливо облачно со повремени врнежи од дожд, а ќе дува и умерен повремено засилен ветер од јужен правец. Утринската температура во Тетово ќе се спушти до 5, а максималната ќе достигне до 12 степени. Натаму нашето подрачје ќе остане под влијание на циклонска активност и на серија од влажни воздушни бранови, така што ќе се задржи променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во четврток, кога наместа ќе бидат поројни и ќе бидат проследени со грмежи. Во петок, како и за време на викендот, ќе има значително заладување, така што врнежите од дожд постепено ќе преминуваат во снег и во пониските места. Во Тетово и околината, во градското подрачје, се очекува во петок во текот, кон крајот на денот, поточни во сабота, да има повремен слаб снег. Температурите наредните 3 дена ќе бидат релативно високи, додека заладувањето се очекува веќе од петок кон крајот на денот. Висината на снежната покривка на Попова шапка утрово измерена во 7 часот изнесуваше 26 сантиметри. Британскиот премиер ја засилува поддршката на Украина пред годишнината од војната на Путин. Најави дека Обединетото кралство ќе испрати тенкови и самоодни топови во поддршка на украинската офанзива и ја нагласи потребата од меѓународна стратегија за надминување на застојот. Премиерот на Обединетото кралство Риши Сунак има намера да ја забрза дипломатската и воената поддршка за Украина во престојните недели во обид да се оттурне Русија уште подалеку и да се обезбеди траен мир. Напливот на дипломатски активности ќе се случува низ светот оваа недела, откако премиерот им нареди на највисокиот ешалон на министри да поттикнат меѓународна акција во пресред на првата годишнина од целосната инвазија на Украина кон крајот на февруари. Официјални лица од одбраната и безбедноста на Обединетото кралство веруваат дека се
се отвори простор како резултат на фактот што Русија е во фаза на повлекување поради проблеми со снабдувањето и падот на моралот. Затоа премиерот ги охрабрува сојузниците да ја распоредат својата планирана поддршка за 2023 година што е можно поскоро, со цел да имаат максимално влијание. Ескадрила од 14 тенкови ќе влезе во земјата во наредните недели, откако премиерот му кажа на председателот Зеленски дека Обединетото кралство ќе обезбеди дополнителна поддршка за помош на копнената војна на Украина. Околу 30 големи самоодни топови, управувани од 5 топчи, ќе следат во престојниот период. Обединетото кралство ќе започне со обука на украинските вооружени сили за употреба на тенковите и топовите во наредните денови. Премиерот го задолжи секретарот за одбрана за да ги здружи европските сојузници со цел да се погрижи за што е можно постратешка и покоординирана глобална војна поддршка. За таа цел секретарот за одбрана ќе отпатува во Естонија и Германија оваа недела за да работи со НАТО сојузниците и други меѓународни партнери. Во меѓувреме министерот за надворешни работи ќе отпатува во Соединетите Американски држави кон крајот на оваа недела, а планирано е да отпатува и во Канада. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!